Значи, прво, една мала корекција, ако ја можам да си дозволам, во конструкцијата на прашањето што Александар го поставува. Значи, ја прво сум убеден дека не се работи за нешто што произлегува од десничарската или демохристијанска ориентација на ВМРО-ДПМН, иако се обидуваат тоа така да го прикажат на македонската јавност. Зошто? Например, ако го земеме законот за недискриминација или заштита од дискриминација, каде што жестоко одбива да ја вградат и сексуалната ориентација, и гледаме дека заради тоа трпиме последици од Брисел, да се подсетиме дека во голем број од западноевропските држави токму таквите одредби и таквите закони се донесени во период кога изворно демохристијански партии владееле во тие земји. А да не говорам дека на ниедна демохристијанска партија од десна политичка ориентација во било која европска земја не и паѓа на памет веќе стекнатото право на слобода на одлучување на жената, или како што ние велиме да или не за абортус, да го укине после доаѓањето на власт. Значи не се работи за некаква демохристијанска вредност во европска смисла на зборот, се работи за еден примитивен, во најлоша смисла на зборот балкански, провинцијски популизам, кој што се обидуваат да ни го продадат како нов сет на морални вредности и норми. Тоа е катастрофата и тоа е она кое што е вистинскиот лик на ВМРО-ДПМН и на Никола Груевски.